Почитувани, на вчерашната седница на Советот на Општина Куманово се разгледуваа неколку прашања, од кои централно место и најголеми дискусии се водеа околу предлогот измени и дополнување на планот на програми за развој на Општина Куманово за 2014 година, односно ребалансот на буџетот на Општина Куманово за 2014 година. Уште минатата година, кога се гласаше тековниот буџет, наша забелешка беше дека тоа е нереален буџет и буџет на желба. Ама не наидовме на разбирање и буџетот беше излазен. Вчерашната седница ги потврди сите наши забелешки, односно со ребалансот буџетот се сведе на реални димензии и не врати во реалноста која не е ни малку розова. Така, например, за ставката изработка на техничка документација за водоводна мрежа беа предвидени 1.220.000 денари, а со ребалансот заменети со нула. За ставката изградба на улици беа предвидени 1.810.000 денари, а со ребалансот заменети со нула. За ставката изградба на тротоари беа предвидени 1.735.000 денари, со ребалансот заменети со нула. За ставката изградба на водоводна мрежа беа предвидени 4.595.000 денари, со ребалансот заменети со нула. За ставката изградба и реконструкција на атмосферска канализација беа предвидени 6.555.000 денари, со ребалансот заменети со нула. За ставката детски градинки беа предвидени 5.500.000 денари, а со ребалансот погодувате заменети со нула. За се тоа добиваме еден универзален одговор. Општината нема пари. Во исто време, за ставката затворен градски базен се трошат дури 23.313.000 денари. Или пак за гасификација 9.500.000 денари. Сите реални проблеми во општината се занемаруваат и нивното решавање се одлага, со образложение дека недостасуваат средства и дека општината е во криза. А како приоритет се трошат повеќе средства за базен од предвиденото за сите претходно споменати ставки. Граѓаните на Куманово можат со денови да бидат без вода, да се движат по калниви улици, без тротоари. Во 21. век да користат септички јами, со секој дожд улиците да се претвараат во поројни реки. Децата да одат во градинка во паралелки од 30 до 40 деца. Ама за утеха, после се ова, ќе можат да се искапат во затворен градски базен, за кој сите знаеме кога е почнат и со динамиката со која се гради, на градоначалникот ќе му требаат уште неколку мандати за да го изгради. Ова во многу подсетува на познатата француска кралица Марија Антуанета, која на поплаките дека народот е гладен и нема леп да јаде, дала одговор нека јадат сладки. Благодарам на вниманието. Заинтересирани граѓани што би сакале да се вклучат заедно со нас да работат и тоа стваруваат. Моја единствена мисла е дека единството во нашите редови, соработката, отвореноста, искреноста и почита што би ја имале меѓу себе, се главните вредности од кои треба да се водиме во иднина и врз основа на кои треба да се стремиме да ги остваруваме нашите цели и задачи и се она што се однесува на Куманово, за доброто на Куманово и за просперитет и развој на нашите граѓани. Затоа што ние тоа му го должиме на Куманово, на нашите граѓани, сограѓани и на идните поколенија. Затоа ги повикувам сите членки на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, како активни, така и пасивни членки. Ги повикувам сите симпатизери и поддржувачи на политиките на ВМРО-ДПМНЕ, како и сите граѓани со своји идеи, предлози и проекти, кои би имале интерес, кои би сакале со нас заедно да помогнеме Куманово да стане еден град со
добар просперитет и развој, да се вклучиме заедно да работиме со иста цел. И мислам дека тоа ако го поставиме како заедничка цел, ќе можеме заеднички да го оствариме. Бидете сите живи и здрави, ви благодарам.